Цивил медија. Што е одговорност? Ова е слика од еден од протестите, од, изминативе, година дена, не знам точно кога беше овој протест. Ако не се лажам, ова е еден од оние мали протести кога Груевски избега. Мислам дека се собраа 20 на луѓе кои избега Груевски, се собраат пред владата и носят некои транспарентни. Еден од транспарентите беше одговорност. Што е одговорност? Може да направиме онака тур the table, да видам што вие сметате дека одговорност, но одговорноста, речникот на македонскиот јазик ја дефинира како, на повеќе начини, се разбира, но една од дефинициите е обврска за совесно и добро извршување на примената должност. Односно, кога ќе добиете некоја должност, работа, совесно и одговорно да се извршувате таа работа. И вториот дел од дефиницијата, со прифаќање да се одговара за лошото извршување. Значи, тоа се двете клучни работи што сакам ја да ги истакнам во дефинирањето на одговорноста. Првото е дека добро да се извршувате работата што ви е доверена, и второто е да прифатите да сносите последици ако не извршувате работата добро. Или на прост начин, на прост јазик кажано, да си стоиш на зборот, тоа што си го ветил, тоа што си го кажал, да го исполниш, а ако не го исполниш тоа, да се повлечеш, да се тргнеш. Бев тука јас со Цивил имам прилично добра соработка, отворена. Имаше Цивил еден проект пред околу 3 години, мислам дека беше тоа пред изборите од 2016 година. Снимавме исто тогаш едно видео, имаше и некој ваков настанок кој што ја учествував и зборував. Темата беше, од прилика, сега не сеќам точно, темата беше нешто за зошто луѓето имаат ниска доверба во политичките партии. И као што може да се направи да се зголеми довербата, некои такви работи. Избори беа, па као колку можеме да им веруваме на партиите, некои такви работи. Мојот став беше тогаш дека, и сега се уште ми е, дека луѓето имаат ниска доверба во партиите, затоа што партиите лажат. Политичарите важат, ако зборуваме за една дефиниција, ако, не знам, идеме на улица онака, и рандом луѓе сретнеме на улица и ги прашуваме што мислите, дайте ми еден збор со кој што ќе дефинирате политичар. Јас сум прилично сигурен дека најчесто употребуваниот збор ќе биде лажов. Или краде, да, може и тоа, да. Океј, не сакам да навредувам никого, но тоа е реалноста. Тоа е реалноста. Мојот став, значи, тогаш беше дека луѓето немаат доверба во политичките партии, а тоа не е субјективно мислење дали има доверба или не, тоа е нешто се покажува во сите анкети на перцепција. Значи, имате анкети, ги прашуваат луѓето, кажете ми колку имате доверба во, не знам, партии, собрание, влада, судство, полиција, сите институции, од 1 до 5, најниска доверба секогаш имаат политичките партии. Ниска доверба имаат и другите, да не претеруваме сега, и судство, сите други имаат ниска доверба, но најниска доверба имаат партиите. Зошто? Затоа што, народски кажано, партиите лажат, односно, постручно кажано, партиите не ги исполнуваат ветувањата што ги даваат за време на изборите, односно пред изборите. И тоа е сегаш така. Имаше едно многу добро видео, не успев да го најдам. К15 пред, 15 години има еден скеч прилично добар за некој богат македонец кој што доаѓа од, од Австралија, вложува пари тука, сака да направи политичка партија и цело време збори програмата, да ја реализираме програмата. И овие другиве наши цацки останатите му ги зимаат парите и ништо од програмата, ништо, само ги земаат парите и ништо не се реализира. Не успев да најдам тоа видео, ќе беше добро да се покаже. Ако го најдете случајно, пратите ми го. Тоа видео на некој начин ја отсликува прилично добро политиката тогаш, не знам која година беше, 90 и некоја, и се уште и ден денеска. Зошто? Затоа што политичарите, партиите обично пред избори ветуваат се и се, што имаат секакви програми, но после кога дојде време за реализирање на тие програми, едноставно не ги исполнуваат ветувањата. Сега, ја исто така до себе малце критичен кон политичарите, партиите, власта на некој начин, но ја исто така бев дел од оваа власт, и тоа не бев дел мал временски период, бев дел цели 2 години, како советник на министерот за финансии. И сега прашањето е зошто јас влегов во владата, зошто се нафатив да влезам во владата, знаејќи ги сите овие работи. Се нафатив затоа што можеби помалку наивно, но се нафатив затоа што искрено верував дека може да се реализираат дел барем од
мерките што беа ставени во програмата на СДСМ. Ја не бев член на СДСМ, веројатно знаете дека јас сум еден основач на Левица, иако после тоа се тргнавме, да кажем, се разделивме. Но сепак прифатив да влезам во владата на предводена од СДСМ. Зошто? Затоа што имаше мерки во програмата на СДСМ, особено во економскиот дел, во мојот дел, кои што според мене беа прилично добри. Имаше едно исто така истражување, исто така се појави пред парламентарните избори, се викаше политички компас или нешто така, ги гледаше партиите, програмите, изборните програми на партиите во Македонија и ги рангираше на оној обичен политички, класичен политички компас, левица, десница, односно беше авторитарност. Ја знаете онаоска, ја немам сега да ви ја илустрирам, не ни битно, не се ни битни деталите, на некој начин на илустративно ги лоцираше програмите на политичките партии на една на политички компас. И оно што беше најинтересно е дека Левица и СДСМ беа скоро на идентично место на политичкиот компас, судејќи според програмата. Ако ја земете програмата на Левица за изборите и програмата на СДСМ, особено во економскиот дел, тие се поглупуваат 90%. Многу се блиски. И затоа ја свесно влегов во таа влада, за да ја реализирам таа програма, економска програма на СДСМ. Иако морам да кажам дека прво, кога ме прашаа дали сакам да бидам советник на министерот, мојот прв став беше као не сакам. Зошто? Од повеќе причини. Едната причина е што сите ќе почнат да викаат, еве го овој се продаде, овој затоа протестираше, затоа глумеше, не знам, ово она, го апсеа, ово она лудило, сега си седна туку фотелјата, се смести ово она. Тоа беше првото. Као не сакам од тие причини, имаше и други, се разбира, причини, колку ќе можеш да ги реализираш заложбите и све тоа. Ама откако се консултирав со сите луѓе со кои што зборав тогаш, блиски, сите ми кажа мораш да влезеш, но само сега таков моментот неодговорно ќе биде ако не влезеш. Цело време 2 години збориш ти против онаа власт, збориш што треба да се прави, критикуваш јавен долг, даночна политика, ово она. Еве сега ти нудат шанса да смениш нешто, ти бераш, неодговорно е тоа, мораш да влезеш. Така што по сите тие разговори се нафатив да влезам, но се нафатив за да ја реализираме програмата. Сега, што од програмата? Многу сакам да ја читам програмата на СДСМ овие денови, од повеќе причини, ќе ги видиме сега. Сега, една од првите работи, што за мене многу беше битна во програмата на СДСМ, тоа е овој дел за минималната плата. Ова се принт скринови, ја земам програмата на СДСМ, копи-пейст, ништо не менам ја. Ќе го вратиме достоинството на работниците и ќе обезбедиме со закон минимална плата од 12.000 денари уште во 2017 година. Таа ќе важи и за вработените во текстилната и кожарската индустрија, кои денес се поценети. Нема да има отпуштање од работа, бидејќи државата ќе им помогне на стопанствениците. Нашата цел е да обезбедиме минимална плата од 16.000 денари во 2020 година. Тоа беше првото ваква програма што мене многу ми се допада. И првиот дел, 12.000 денари минимална плата во 2017 година го реализиравме. И ја бев дел од тој тим што го реализираше тоа. Ја го пишав закон што заедно со Мила и со станатите, заедно го пишавме законот, заедно ја дефиниравме таа мерка за поддршка на фирмите за да нема отпушање и све тоа. Тоа го реализиравме. Уште веднаш, првите денови кога влеговме во министерството, тоа го реализиравме. Но овој втор дел, минимална плата од 16.000 денари во 2020 година го нема. 2019 сме сега, скоро крај на 2019, минималната плата е се уште 12.500. Се зголеми само еднаш заради таа формула што направивме за зголемување, 12.500. До 16.000 денари нема шанси да стигне до 2020 година. За една година, според мене барем, нема шанси да стигне. Втора многу значајна мерка, ја иначе доаѓам од Кумано, Кумано важи за град на стечајци. Моите не беа оние класични стечајци, моите родители не беа класични стечајци, да остана без работа во 90-тите, остана после без работа во 2000 некоја година, но знам добро што значи проблемот на стечајците. Знаете дека има повеќе такви здруженија, но едно од најгласните здруженија за правата на стечајците е од Куманово и ја ги знам тие луѓе, сум разговарал многу пати со нив. И ги знам нивните заложби, и во програмата на СДСМ имаше ставено уште на самиот почеток едно од главните мерки, решавање на проблемот со стечајците, кој што ВМРО не ќеше да го реши од инат 10 години. Од инат не ќе да го реши проблемот, може, тоа ништо пари не кошта, 500.000 евра кошташе решавањето на проблемот, што за државен буџет од 3 милиарди е ништо, ама они не ќе од инат да го решат. Имаше станува програмата, уште во првите 100 дена од мандатот ќе донесеме закон со кој што ќе бидат финансиски обезбедени сите стечајни работници.
И тоа го направивме. Донесовме закон за материјално обезбедување на, како да се викаш, имаше некој долг назив таму законот. После тоа се смени законот, уште еднаш се прошири тој критериум и беа опфатени, не знам, 3-4 работници. И ова го направивме навистина уште во првите дена. Следна мерка, многу битна, една од главните цели, не го читам целото, ќе воведеме програма преку која лицата кои живеат во сиромаштија ќе добијат паричен надомест како надополнување на нивниот приход до линијата на сиромаштија. Секој 4-члено семејство кој живее во сиромаштија и не остварува никаков друг приход ќе добива 12.000 денари месечно. Ако семејството има приход од 4.000, државата ќе помогне со уште 8.000. И ова е онаа социјална реформа што почна да се применува од мај оваа година, односно законот мислам дека се изгласа во мај, од јуни почна да се применува. Ја спремавме долго оваа социјална реформа, а имаше политички тука превирање дали ќе се изгласи или не, Дуи уценуваше, Дуи не сакаше да гласа за законот. Зошто? Затоа што беше предвидено се тргне надоместокот за трето дете, а на нив тоа не им одговараше. И имаше тука превирања, преговори ово, на крај се донесе како така, но битно се донесе социјалната реформа, која што воведува гарантиран минимален приход за 4-члено семејство 12.000 денари. Почна од јуни, не знам точно какви се резултатите, после тоа го напиши в Министерството, не знам точно како функционира, но се реализираше од ова. Ја бев дел од тимот што ја спремаше оваа реформа и многу ме е мило поради тоа. Најважното за мене, поправеден персонален данок на доход. Ќе воведеме поправеден персонален данок на доход, односно прогресивен данок, со две стапки, 10 и 18%, што ќе содржи, не учитам вториот дел, значи прогресивниот данок, кој што беше критикуван доста од некои центри на моќ, односно од богатите, да бидеме реални, да бидеме скроз искрени, беше ветување на СДСМ уште во изборната програма и едноставно беше нешто за што луѓето гласаа на изборите. Потука не може никој да тврди дека бил изненаден од тоа што ќе воведуваме прогресивен данок, сме ги фатиле затечени, не биле спремни. Стоеше во програмата ќе воведеме прогресивен данок со две стапки 10 и 18%, што повеќе сакате. И многу ме е мило што го воведовме ова, беше многу тешко да се направи реформата, да се воведе прогресивен данок. Зошто? Затоа што им зимаш пари на богатите, а богатите се оние што владеат во оваа држава. Големите компании особено, они се тие што владеат во оваа држава. Во оваа држава не владеат сиромашните, не владеат работничката класа, владеат оние што имаат пари. Ти со оваа мерка им зимаш директно на нив пари, околу 40 милиони евра од прилика, и они се борат за своите пари. И затоа беше многу тешко да се воведе. Они се моćни, имаат пристап до медиумите, до телевизиите, можат да ги пласираат тивните идеи, организираат наставни конференции, даваат пари за истражувања што ќе ги застапуваат нивните ставови. Многу беше тешко да се воведе, многу воведовме прогресивен данок како ги дај. Сега, до тука на некој начин сум со она што успеавме да го реализираме, мерките од програмата кои што успеавме да ги реализираме. Сега малку тргнувам кон вториот дел, критиката. Дел продолжение за прогресивниот данок, дел кој што остана малце модифициран, да кажеме. Вика дека стапката од 18% ќе важи за најбогатите 5% од луѓето, односно групата на 5% граѓани со највисока годишна даночна основа. Ќе има стапка од 18%. Тоа беше ставено во програмата на СДСМ. Знаете колку луѓе опфати прогресивниот данок што ние го воведовме? Не, опфати повеќе, опфати околу 10.000, но опфати 1%. Ги опфати најбогатите 1% од луѓето. Значи во програмата на СДСМ беше ставено ќе биде ќе ги опфати најбогатите 5%, ние ги опфативме со законот што го донесовме само најбогатите 1%. Прагот, знаете дека на крајот испада, предуставам дека знаете, 90.000 денари. Прво, сакавме да го направиме 60.000 денари, да опфатиме најбогати 2%, но кога го објавивме тоа, нашата прва идеја да биде 1.000 евра правот, најбогати 2% од луѓето, скокна сите, ќе ги селите програмерите, сите ќе се иселат од Македонија, ќе изберат во Германија, во Шведска, кај што има даноци од 50%, само затоа што вие ќе воведете над 1.000 евра по дополнителна стапка од 18%, сите скокна и моравме на некој начин да окренеме прагот. Ја лично бев против кренење на прагот, да бидеме отворени, но не ја носев ја таа одлука, ја донесоа други во владата. Крајниот ефект е дека имате ветување, дека ќе имате прогресивен данок што ќе ги опфати најбогатите 5%,
имате реализација прогресивен данок што ги опфаќа најбогатите 1%, односно им правите отстапка на богатите. Голема отстапка им правите. Едно мало нереализирано ветување. Понатаму, многу битно, сферата на даноците, односно мојата специјалност. Ке ја укинеме максималната горна основица за плаќање на придонеси на плата со цел да го отстраниме регресивното даночно оптоварување на платите. Океј, звучи као science fiction, ќе ви објаснам. Знаете ли колку е највисоката плата во Македонија? 250.000 евра месечно. Тоа е највисоката плата во Македонија. Океј, ќе се воздржам од тоа кој ја има, ќе се воздржам, но можете да предпоставите, беше актуелен, многу се зборуваше последниве денови за човекот. Океј, тој што има 250.000 евра плата. Да кажеме дека тоа е негова бруто плата. Колку плаќа данок на таа плата? Плаќа персонален данок од 10%, плаќаше без предданочната реформа, персонален данок од 10% и плаќа социјални придонеси, кои што за обичниот човек, знаете ли колку се социјалните придонеси? Човек што има, како мен, например, плата, не знам, да кажеме 30.000 денари бруто, има социјални придонеси, односно придонеси за пензиско, здравствено и 27,3. Точно, 27, да кажеме 27%, окей. Тоа е придонесот што ние тука го плаќаме. Точно. Но, овие што имаат плати по 250.000 евра, не плаќаат 27% придонеси. Плаќаат, знаете колку? Плаќаат само 1% придонеси. Зошто? Затоа што нивната основица за пресметување на придонесите не се 250.000 евра. Има максимална основица за пресметување на придонеси и таа основица е 16 просечни плати во држава, односно 10.000 евра, односно они плаќаат 27% на 10.000 евра, 2.700 евра, што е 1% од нивната плата. Значи, ние сите тука, нормални луѓе да кажеме, окей, ја не сум толку нормален, но вие сите сте, плаќаме по 27% придонеси, овие што живеат во облаците со плати од 250.000 евра, плаќаат само 1% придонеси. Кажете ми дека тоа е праведно. Не е праведно. И во програмата на СДСМ стоеше, ќе го тргнеме тоа, ќе ја тргнеме таа максимална основица. Сите ќе плаќаат придонеси 27%. Не го реализиравме. Не успевме да го реализираме. Ова е само една реченица менуваш во постоечки закон, бришаш еден член, толку, нема никаква сложена измена. Се прави за еден ден. Не сака да го направат. Ние зборевме за тоа уште од прв ден да се направи. Не сака да го направи. Зошто? Затоа што ќе им земеш пари на богатите. Затоа што ќе им земеш пари на оние што тебе ти дават донации во партија, што ги контролираат медиумите, што имаат политичката моќ. Нереализирано ветување. Следно. Повисок данок на имот за најбогатите. Кога ја правевме даночната реформа, прогресивниот данок, не критикуваа, а воведувате повисок данок, прогресивен данок на доход, односно на примања, а не на тој начин го даночите доходот, ама не го даночите богатството. Може да имате човек што има, не знам, куќи од 5 милиони евра, а има плата од 200 евра, и вие него сега тука нема да го даночите, а ќе даночите програмер што има плата 2000 евра, ама нема куќа, живее под кирија. Као неправедно е тоа, и вика, окей, морате да воведете и прогресивен данок на имот. Се согласувам апсолутно, мора да има и прогресивен данок на имот, односно тие што имаат поголемо богатство, повише куќи и останато, да плаќаат повисок данок. Стои во програмата на СДСМ. Ќе воведеме повисок данок на имот за најбогатите, односно тие што имаат вредност на станови над 400.000, недвижен имот над 400.000 евра, ќе има дополнителен данок од 0,1% поен. Тоа е прогресивен данок на имот, стои во програмата, спремен е законот, ја го пишав, ја го спремив, стои у фиока. Не е донесен, не е пуштен. И не верувам дека ќе се пушти. Го имате во програмата, го немате реализација. Зошто? Затоа што повторно им зимате пари на богатите, на оние што се моќни, а не сакате да го правите тоа. Минималната плата ја спомнав, 12.000 денари делот завршен. Вториот дел, ќе воведеме минималната плата до 2020, ќе дојде до 16.000 денари, не е завршен. Зошто? Затоа што не знам дали ги следите медиумите, односно дискусиите во јавноста по ова прашање. Секогаш кога се збори за минималната плата, првата вест во сите медиуми е газдите на фирмите, ќе не затворите, ќе мора да отпуштаме луѓе, не може да се живее, ни го зема производството, пропаѓаме.
немојте да порачувате минимална плата. А ја зголемив минималната плата, кога ја воведовме 12.000 денари, од 9.500 на 12.000, значи за 2.500 ја зголемивме, за 25%, ништо, немаше ефект, немаше отпуштање, немаше затварање, ништо немаше. И сега, ако сме ја зголемили уште еднаш од 12.000 на 13.000, ќе затвориле, ќе отпуштале. Врска нема. Ако земете, например, еден макроекономски индикатор, GDP, знаете што е GDP, така? GDP е вкупното производство, односно вкупниот доход што се остварува во една држава во една година. Во Македонија вкупниот GDP што се остварува во една година изнесува околу 10 милиарди евра. Од прилика 10 милиарди евра вкупно произведуваме ние како држава, односно секој човек по 5000 евра. Тој GDP може теоретски школски се дели на два дела. Дел што завршува кај работниците и дел што завршува кај газдите на фирмите, односно кај капиталистите. Школска дефиниција никој не може да ја оспори. Обично се смета дека во развиените пазарни капиталистички економии делот што завршува кај работниците треба да биде 66%, односно 2/3, а делот што завршува кај газдите треба да биде 1/3, односно 33%. Значи 2/3 за работниците, 1/3 за газдите. Тоа е на школско учество за да кажеме сразмерно, правилна распределба на доходот, на GDP. Знаете каква е состојбата во Македонија? Делот што завршува кај работниците е 45%. Делот што завршува кај газдите е 55%. Значи сегде во светот работниците земаат дупло повише од газдите, само во Македонија газдите земаат повише од работниците. Значи ако земете просек една фабрика во Македонија, производството што оно го прави, доходот, парите, профитот што го прави фирмата, повише од пола иде кај газдата на фирмата, а помалце од пола иде кај работниците што работат. И пак имате вие таква ситуација што фирмите, ако сакате да зголемите минималната плата, да го коригирате овој дисбаланс, фирмите одма скоро да викаат ќе не затворите, не можеме да работиме, немаме пари. Ете тоа е едно ветување што не е реализирано и повторно не е реализирано зошто? Затоа што им бркате во джебот на богатите, а не сакате да го правите тоа од X причини. Идеме понатаму. Работнички права. Една од моите исто така омилени теми. Најголем проблем во работничките права, барем според мене во оваа држава, знаете што е? Не е тоа дека правата се ниски, дека работниците се незаштитени. Океј, и тоа држи до некаде, ама најголем проблем е што? Можете вие да вработите, да вработувате постојано човек без договор на неопределено време, односно договор за стално вработување, 5 години, односно ако сум ја газда на фабрика, можам да вработам човек и да го држам со договори за кратко вработување 5 години. Ќе му дам сега 3 месеци, ќе му истече тој договор, ќе му дам 6 месеци, ќе му дам 9 месеци, ќе му дам 3 месеци, така во период од 5 години. Што е ефектот од тоа? Ефектот е што работниците живеат во неизвестност, не знаат дали ќе имаат плата после 3 месеци или не и не смеат да се бунат. И кога ти на таков работник што е вработен на 3 месеци, му кажеш дојди во сабота на работа, он си планирал, не знам, да иде на викенд или не знам што да работи на нива, он не може да ти каже не, иако не сака, затоа што ако ти каже не, знае дека нема да му го продолжиш договорот. Ќе го отпуштиш сосема легално. И ова е многу познат проблем за оние што се занимаваат со работнички права, и ставено дури во програмата на СДСМ, договорот за вработување на определено време по 6 месеци ќе мора да се трансформира во вработување на неопределено време. Значи сегашните 5 години да се смалат на 6 месеци. Ветување ставено во програмата на СДСМ, повторно нереализирано. Civil Media